Во рамки на денешниот настан имаме чест да ги поделиме наградите на учениците и нивните ментори, основните економски процеси, да управуваат одговорно со личните финанси и да носат информирани одлуки од секојдневниот. Развивањето на овие знаења кај учениците значи и развивање на свест за одговорно потрошувачко однесување, кое подразбира рационално користење на ресурсите и грижа за животната средина. Станува збор за штедење или користење на ресурси има влијание не само врз економијата, туку и врз иднината на нашата планета. Затоа финансиското образование денес се повеќе се поврзува со принципи на одржлив развој. Како институција која има клучна улога во развојот на унапредувањето на образованието, Бирото за развој на образованието континуирано работи за развој на наставните програми, подобрување на наставните материјали и поддршка на наставниците во процесот на развивање на клучните компетенции кај учениците. Истражувањето исто така ги зема во предвид и меѓународните искуства и препораки, при што беа анализирани пристапите на организациите како ОЕЦД, Светската банка и Европската унија. Парите се формираат од најрана возраст, најдобро е почетни финансиски знаења да се стигнуваат од 6 до 14 години, односно во текот на основното образование. Во моментот, во доменот на финансиската едукација се вклучени неколку државни институции, кои превземаат многобројни активности за нејзино унапредување. Имаме и стратешки документ за подигнување на финансиската едукација. Финансиската едукација е вградена и во наставната програма од 1 до 9 одделение, почнувајќи од запознавање со пари, па се до буџетирање и планирање. Додека во стручните училишта за некои струки е задолжителен предмет, а за некои исто така изборен. Си траеше до 2009 година, во светот е присутен тренд на вклучување на финансиската писменост во наставните планови за средните училишта. Во Велика Британија, например, ова датира од 2013 година, додека во 2024 година Калифорнија стана 26-та сојузна држава на САД која воведе задолжителен предмет за финансиска писменост во средното образование. Значи половина од сојузните држави се уште немаат воведено, од 51 функции. Во современото дигитално финансиско окружување, граѓаните се соочуваат со се поголем број финансиски одлуки. Но според глобалното истражување за финансиска писменост на агенцијата Стандард & Пурс, само околу 1/3 од возрастните во светот се сметат за финансиски писмени. Учениците и од сите развојни периоди, од 1 до 9 одделение, сега кои имаат родители и наставниците кои што им предаваат нови ученици кои што ќе влезат во премиера год. Почнавме со најпрво стратификација на премиера год на училишта, ги поделивме училишта по стратови. И да ги содржат препораките од релевантни меѓународни институции.